Поводот за посета на амбасадорот е нивната директна инвестиција во подобрувањето на животната средина и подобрувањето на условите на самото училиште, односно комплетна реконструкција на фасадниот дел и кровната конструкција. Со ова возможивме ова едно најстаро училиште од средна стручна спрема да има добри услови, самите ученици да добијат една животна средина, подобрување. Знаете, претходно беше азбесен кровот, сега е со материјали кои што се безбедни. Фасадниот дел е со енергетска ефикасност, која што постигнавме над 35 до 40% заштеда во енергијата. Со тоа возможуваме голема иднина за ова училиште и морам да потенцирам дека интересот за ова училиште во последниве 2 години и со ова сега реконструкција, дека ќе биде поголем и имаме над 250 ученици. За возврат на тоа пред 2 години имаше само 100 ученици. Така да мислам дека ова е добра инвестиција, добар начин да се покаже една голема хуманост и развој на средно училиште. Јас сакам лично еве на амбасадорот на Кралство на Норвешка, на господинот Јан Јелста, да му се заблагодарам и во името на општината, меѓу и тоа од името на сите жители на општина Кавадарци, на Република Северна Македонија, за тоа што ова за нас е од големо значење и не би можеле да го спроведеме доколку немаме вакви наши партнери, пријатели кои што несебично инвестираат во подобрување на животна средина и на енергетската ефикасност. Разговаравме денеска за многу други проекти. Нивниот интерес е партнерски настроен кон нас во делот и на граничниот премин кој што треба се врз основа на претходниот договор да се спроведи Пулјевац, во делот на обновливи извори за енергија. Знаете дека Скандинавија и Норвешка се земји кои што имаат многу развиено во делот на обновливите енергии, на изворите на енергија, така да можеме само да следиме едни добри примероци и очекуваме една максимална поддршка во делот на развојот на нашата општина и нашата република. It's a great pleasure for me to visit the municipality of Kavadarci. Големо задоволство ми е што сум денес во посета на општината Кавадарци, која што е лоцирана во средишниот дел од Северна Македонија, во регионот кај што се произведува вино. Како што знаете, ова е еден од најпознатите вински региони во југоисточна Европа и е многу познато ова вино исто така и во Норвешка. И посебно сум среќен што во повеќе аспекти ќе можеме да продискутираме и продискутиравме со општината за нашата меѓусебна соработа. Јас сум одушевен од она што го видов и чув во разговорот и бев охрабрен од самиот градоначалник и посебно сум среќен од тоа што има визија за развој на оваа општина и пред се за развој на заедничките чекори што ние би ги преземале заедно со општината. Јас тука би го нагласил заекнувањето на економијата, отварањето на нови работни места, подобрувањето на условите на животната средина и отварање исто така и соработка со соседните држави и преку можноста за прекогранична соработка и отварање на гранични премини. Нашите цели овдека се подобрување на економската состојба, отварање на нови работни места и пред се напредок на економскиот развој во општината, намалувањето на економскиот диспаритет преку можности за вработување. Подолго време веќе се области каде што Норвешката развојна помош ја фокусира својата активност со земјите со кои што се работува. Но тоа не е само од тоа што имаме ние морална обврска да го правиме тоа туку, едноставно од рационални економски и социјални причини. Секое општество треба да ги користи своите човечки ресурси на највисок можен начин за да ја зајакне социјалната кохезија, за да го овозможи социоекономскиот развој и сметаме дека тоа е една од најважните цели кои што секоја економија треба да си ги постави. Социјалната нееднаквост е исто така еден од пречките и проблемите кои што се јавуваат во општеството, за да им овозможиме на оние маргинализирани групи кои што се вон социјалните текови да можат да се вратат и да можат да придонесат во развојот на општеството. Исто така нееднаквоста која што во општеството се јавува, комбинирана со проблемите и тешкотиите на пазарот на работна сила и ограничените можности ги подкопуваат можностите за економски развој и просперитет. И тие проблеми ние сакаме да ги адресираме, значи и со нив да се фатиме во костец. И јас сум затоа среќен што можам да укажам и увидам на тоа дека новите можности се отвараат со
нудење на можности за вработување, да се најдат соодветна работа, да се самовработуваат луѓето за да може соодветно да се влие врз економскиот развој и подобрување на социјалната и економска состојба на граѓаните. Исто така сакам да укажам на тоа дека ние отвараме можности за вработување преку оперативен план за вработување од 2019 до 2020 година, каде што ставаме на располагање околу 400.000 евра на општините Кавадарци и Неготино, но и на други субјекти во државата за да можат соодветно да ги искористат во правец на економски развој. Заштитата на животната средина е втората важна тема на која што ние се посветуваме, а тоа е особено значено и за нашата држава Норвешка и во овој регион кој што е прекрасен од аспект на животната средина, од аспект на можности што ги нуди во земјоделството, исто така е важно да се и вие посветите кон заштитата на животната средина. И ние економскиот развој мора да го поврземе со можности што ги нуди животната средина и тука лежи суштината на севкупниот развој. Централната власт секако работи во тој правец, но исто така и локалните власти мора да се концентрираат за подобрување на состојбите. И како тоа ќе го направиме, како ќе воспоставиме разликата преку енергетско ефикасни проекти, преку ангажирање на силите во областа на обновливите енергии, преку енергетскиот микс и преку здрав пристап кон животната средина. И радосен, драго ми е што норвешкиот проект е токму насочен во енергетска ефикасност и заштита на животната средина, бидејќи во ова училиште ќе има зголемен број на ученици, тоа го чувме, има една заедница која што е многу жива и имаме услови кои што се добри како за учениците, така и за наставниците, за да можат да ги развиваат своите вештини, за да можат преку овакви проекти да имаат и тие бенефити. Знам дека сме во добар правец да ги подобриме условите на животната средина, но исто така и да пренесеме научно знаење. И со поддршка на градоначалникот ние сме во фаза на поддршка на вакви проекти за заштита на животната средина во висина од 320.000 евра. Исто така ви сакам да укажам на проектите со кои што ние се занимаваме последните години овде. Тоа е пред се расчистувањето на една депонија близу до градот Тетово, и однесувањето на тој смет во депонијата во Скопје, потоа расчистување на состојбите со загадувањето и линданот кој што е голем проблем во Скопје и неговата околина, и овие проекти беа мултидонаторски, кај што беа вклучени повеќе субјекти. I know we today have the brain power and the relevant technology to carry out a transitional change for the environment in countries across the whole of Europe and make them clean. And we would very much like to support North Macedonia in that endeavor. Ние работиме во правец, рековме, на заштита на животната средина и во расчистување на состојбите пред се од одстранувањето на сметот, и сакаме тоа да биде еден вид филозофија која што ќе ја применуваме не само овде, туку и во другите земји од Европа. Се надеваме дека Република Северна Македонија наскоро ќе започне со преговорите за пристапување кон Европската Унија, дека ќе ги користи средствата по поставени приоритети и проекти, и дека на тој начин ќе овозможи мерките што ќе бидат применети да бидат за доброто на заедницата, за доброто на општеството, на граѓаните, и сите тие да бидат насочени кон заштита на животната средина. На крајот би сакал да ви заблагодарам на сите за помошта и соработката, и пред се топлото и срдечно добредојде што го доживеав овде од раководството на општина Кавадарци, но и од самите граѓани овде во вашиот град. Ви благодарам, господин градоначалник, за досегашната соработка. Јас се радувам на нашата идна соработка и пред се сум особено расположен за тоа, за вашата визија за градот и за вашата посветеност кон градот. На крај само ми останува да се заблагодарам до амбасадорот на Кралството Норвешка и до градоначалникот за целокупната поддршка што ни ја дадоа во овој период. За денеска сме тука за завршување на работите за реконструкција, целосна реконструкција на кровот и фасадата. За нас е од големо значење, огромно значење, бидејќи целокупната реконструкција на кровот е од безбедносно значење пред се, бидејќи претходно беше азбестен, сега е со нови материјали, фасадата исто и целокупното престојување, значи и наставата во училиштето ќе бидат многократно подобрени. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.